Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден за Димитар Џундев. Многу актуелен последниве денови, ексклузивно интервју во вечер, колегата Лјупчо вели вака во насловот: Димитар Џундев генетичар, можете да ја смените историјата, но не и гените. Џундев, ало, добар ден за Евгелија, ме слушате ли? Добар ден, Столе. Малку погласно, ако сакате, затоа што знам дека вие на уштиците сакате потивки да видите вашите дела да зборуваат за вас, ама на радио мора погласни да бидат. Џундев, може ли генетиката да им помогне на историчарите, на ваквите мешовити историски комисии? Се разбира, прво и основно, методите на науката напреднаа значително во последните 30 години. Светот на генетиката не е ист како сега, како што беше пред 30 години, и ние за прв пат имаме моќ да го секвенционираме целиот геном или делови, односно секвенција од геномот. Наједноставно кажано, користиме бројки од геномот или букви, со кои ние правиме множества, па правиме стебла со кои ние одредуваме срост. На крајот на денот, тоа значи дека ние генетски може да кажеме некој човек како починал, од што починал, но и од каде доаѓа. Значи, 2015 година имаше објавено прв пат секвенционирање на геноми од луѓе од Украина кои биле словени. Понатаму пред година ден имавме објавено секвенционирање на луѓе од Балканот, тоа што ние можеме директно да знаеме со генетски код дали некој потекнува од Балканот, дали некој потекнува од кај словените, почувајќи дали некој е бугар или не. Има последни 5 маркери, односно секвенции, што се типични за протобулгарите, што се населиле во северниот дел на денешна Бугарија. Значи, со генетски испитувања ние можеме точно да определиме националноста на човек, барем по директна машка линија, а со правење на комплексни аутосоматски испитувања може да добиеме повеќе дополнителни информации за здравјето на човекот, за карактеристиките, вклучувајќи и информации за неговото потекло. Да се дожите повеќе до здравјето, хајде тоа, за да не ги разбудиме духовите. Да ми кажете, истражувањето, резултатите се готови. Кога ќе ги објавите? Јас колку што разбрав, има интересни показатели за значителни разлики и внатре во македонскиот код, например. Тие што биле кон морето повеќе се разликуваат значајно или значително со овие кои што се тука по-континентални македонци. Тоа има тука и социолошки примери, можам да ви кажам. Македонците кои што од Грција се иселувале во Канада имале поголем предприемчив, како да ви кажам, изграден инстинкт. Таму сакале приватен бизнис да прават. А овие нашите од СФРЈ што бегале македонци, кога одале во Канада, сакале да си најдат работа на државно, да мисли некој друг за нив, они само да работат. Повелете, кога ќе ги објавите резултатите и што толку луѓето се вознемирени, не бива кој знае што? Повелете. Токму тоа е причината зашто досега не се објавени, велики пред да ги објавиме, сакаме точно да ги да направиме детални испитувања на регионалните разлики во Македонија, бидејќи досега испитувањата беа правени од типот се истражува в Скопје или се истражува исклучиво северниот дел на Македонија, а ние направивме истражување на целата етничка и историска територија на Македонија. Се разбира, истражувањата кои ти ги вклучиш Воден, Лерин, македонците што живеат во Солун, македонците што живеат во Пиринска Македонија, во Голо Брдо, во Преспа, што живеат на територија што денеска се наоѓа во Србија, како и македонците од Вардарска Македонија. Ти кога ги вклучиш географски во едно истражување генетско, ти добиваш сосема поразлични резултати од досегашните, и многу битно ние нашето истражување не се води кон географијата, туку се води кон припадноста на дијалекти. Ние истражуваме луѓе во завис од тоа на кои дијалекти се паѓаат
и така ги носиме заклучоците за потеклото на луѓето. Бидејќи сметаме дека јазикот, односно дијалектите, се де факто поврзани со гената. Може да се има некои маркери за генетски болести, но ние не навлегуваме длабоко кон тоа, бидејќи проблемот со генетските болести е тоа што се случува да имате вие болести кои се поврзани со стотици, па дури со илјадници гени. Затоа полесно да се насочите и фокусирате само кон една цел, како например определување на потекло по машка линија, определување на потекло по женска линија, со цел да добиете покристално јасни резултати. Исто така, испитувањата кои ние ги имаме се директно споредени со антички геноми, тоа што ние директно знаеме дали овој човек е предок на некој, односно дали скелетот кој се испитува е предок на некој си човек или не. И токму тоа е тоа што не дава плюс во нашето истражување. Бидејќи ќе нагласам споделуваме маркер, односно снипс или секвенца, која ја имаат само словените и први сме воопшто што тоа го правиме за нивото на Македонија. Со генотипизирање кое наскоро ќе го објавиме. Еве кажете нешто ексклузивно. Успеавме да докажеме дали нашите предци биле словени или антички македонци. Што превагнува? Повеќе сме антички, не сме антички, само словени сме. Да. Вака, јас поточно не кажа дека докажуваме, јас поинако се изразив, но имаше поинако беше разбор на мојот интервју, јас не реков точно дека ние докажавме, реков дека ние испитуваме. На сите теории излегува дека се точни, излегува дека целата историја е таква како што ја учиме. Само прашањето е кој на некој начин кој процент колку влија. Значи нема нешто што не е вистината. Се е вистината. Да, имало мешање, само тоа што треба да докажеме, односно да покажеме кога било тоа мешање. Значи од 2000 години не се никој знае колку многу години. Значи јас сметам според тоа сега што говорам дека најверојатно се биле исто толку мешања како и античките македонци. Прашањето е кога се случиле тие мешања. И тоа се работи на светско ниво. Дали се работи во бронзано време, дали се работи во железно време. Значи миграциите во Македонија не се случуваат сега. Значи тука има живот преку 20.000 години. Јас гледам во геномот на луѓе кои се тука, кој од неови, кој е овдека пред 20.000 години и сега некој кој од во Македонија пред 20.000 години се разбира дека се размешал со некој од страна што дошол пред 6 или пред 8.000 години. Ако е некој дојденец, да, ве разбирам, он па носи туги влијанија, да. Да, и ќе кажам, тие луѓе што биле ова е многу битно, тие луѓе што биле во Македонија, бидејќи овдека биле пред 20.000 години, се разбира дека се слични со луѓето што живееле околу нив. Значи не може некој да живее сега какирам во Струга или во Охрид, па да е различен целосно од некој што живее на 20, 30 или 15 километри од него. Така да, ние во Македонија и на Балканот имаме регионални разлики. Од типот со некои региони може да сме поблиско, со некои може да не сме поблиско. Неофицијално, значи не можам да потврдам дека има целосни докази бидејќи ова се гледа само на дел од Германија, за чудувачки, зашто дел од македонците, например, се малку поблиско до романтите. Има теории за македонска легија кои се населила таму и така натаму. Имаме други... Тоа се римјани, заради власите тоа што. Не, сосема друга е приказната, се работи најверојатно за римска легија од македонци кои се населила таму, и имаме други македонци кои се наоѓаат по Хрватска, по Босна, во Херцеговина, односно генетски се македонци, иако се декларираат различно. Или имаме македонци кои се наоѓаат во генетски македонци кои се наоѓаат во Украина, цела кои го носат името Македонија, до сега никој не е отворил таа тема, се декларираат како украинци. Проблемот е што е врската меѓу нас и тие луѓе. Врската е едноставно дека за време на Карпушовото востание огромен дел од македонската популација се населила во тие региони. Се разбира јаменови и националната припадност и се асимилира. Една добра или лоша работа за македонците е тоа што ние сме етничка група која често било освојувана од стари народи, од други народи, така да асимилациите се случуваат кога некој се асимилира, се претвори во некоја друга етничка група. Значи македонците кога се асимилира, стануваат некои потоа се чувствуваат како грци, или ако се асимилираат, стануваат турци. Ова е типичен пример, така да
голем дел од припадниците на турското малцинство, па и некои грци имаат македонско потекло, потекло грците што денес го нарекуваат словенско, а не е. И ние доаѓаме на крајот до заклучок дека окей, може би ние сме слични, ама прашањето дали сме ние слични со тие македонци што се со сменативи презиме насила во Грција или како тоа ќе го дефинираме. Тоа е прашањето на каде што се врзува културната антропологија и генетиката. Морам да го напоменам случајот со македонците во Бугарија, кои голем дел од македонците во минатото се населиле во Бугарија. Дел од нив се декларираат како бугари, прават генетско испитување и на тоа генетско испитување испаѓа дека се буквално македонци. По некои толкова, бугарите и македонците се слични. Не се слични. Ние сме апсолутно различни во споредба со тие од Северна Бугарија кои имаат гени на прабугарите, што дојде од Монголија. И тоа единствено значи дека ние можеме да бидеме донор популација кон бугарската, а не да бидеме нешто повеќе. Поради тоа што истражувањето е сензитивно и јас не можам да го објавам на крајот како ги објавам резултатите претходно, па и поради тоа што сакаме да имаме многу висок квалитет, ние нема да го не можам сега да зборам за ексклузивни информации, но овие информации што ги зборувам се веќе не се потврдени само од нас, туку се јавно достапни. Бугарите самите во своите истражувања тврдат, во да спомнувам бидејќи целта на емисијата сепак зборуваме за односите со Бугарија, јавно зборуваат дека нивното потекло е од Монголија. Не знам дали во Македонија никој не ги пренесува да ги поделиме во оригинал записите што ги нарекува Захариева конкретно, односно нејзините изјави. Она тврдеше дека дека ние сме бугари, според нејзе, затоа што па и други политичари, затоа што во Македонија се населиле племиња од Монголија и они веруваат на вистина дека ние сме монголци на некој начин. Кажано што е во здрав памет. Тоа е толку шокантно за нас што никој не... Добро, Джундев, да оставиме простор, ќе правиме емисија, ќе зборуваме, сакам повеќе за медицината, за реагенсите, нешто што корисно, практично можете да направите, затоа што генетиката, зборуваме сега за употреба на генетиката во историски смисл, односно смисла, историска. А генетиката е едината. Генетиката треба да зборува за тоа како после 10-15 години ќе изгледа светот. Дали ќе може да се продуцираат вештачки органи, луѓето да не се продолжува животот, да се лекуваат болести кои што се сметаат за неизлечиви и така натаму и така натаму. Короната, например, даде голем придонес тие истражувања за вакцините во таа насока да се развие максимално генетиката. Видете сега, ова е многу добра тема, значи ние сме лимитирани што може да кажеме. Например, некој ако не дај Боже има несреќа и изгуби рака или некој орган, вие треба да го репродуцирате. Значи сега ние немаме технологија, се надевам за 10-20 години ќе имаме технологија и многу компании работат на тоа да произведат технологија, односно терапевтско клонирање, што ти си клонираш рака. Терапевтско клонирање значи производство на ген со твои клетки. Нова Македонија, ние сме единствена земја во светот, можеби, каде што тоа е забрането, нашите така да го забранат репродуктивното клонирање, односно клонирање на луѓе што ќе се родат, идентичен човек да не се направи, но погрешка буквално каде се забрави производство на органи. Типичен пример ми е кога додам на фонд за иновации, за нови иновации, една од нашите иновации, сакавме да аплицираме токму на оваа тема, а но кај нас тоа е забранато, тоа е во правилото на фондот за иновации. Ајде доставиме, ветувам за неколку саботи ќе направиме, ова е долга тема, многу интересна, ќе го направиме тоа со слушатели, значи да кажам, млад научник се врати од странство преку Ману во Гевгелија, отвори фирма, се вика Генем. Толку можеме сега, за сега на почетокот. Димитар Джундев, благодарам за гостувањето. Стадион. Емисија за вашата вистина.